И поздрав до сите парфумски љубители. Нова година доаѓа, уште малце, уште 3-4 дена. Го имате ли одбрано парфемот на вечерта или не? Ако сакате мала помош од мене, останете тука, ви сте на правото место. А на крајот на видеото имам едно изненадување за вас. Како што и сами знаете, сите имаме различни вкусови за парфеми, некој сака посладки, некој сака посвежи, некој сака вакви, некој сака такви. Јас денеска сум испревил 5 парфемчиња за сите вкусови. Нешто сладко, дизајнерско, за сите има по нешто. Прв што ќе биде денеска на оваа листа е недобрата клон верзија на God of Fire, а тоа е Gulf Orchid Mango Ice. Самиот збор ви кажува Mango Ice, замрзнато манго. Има да мирисате на сладолед, значи девојчињата покрај вас ќе се топат. Ако сакате да мирисате различно, да не мирисате како сите што ќе видат таму, стандард, Savage, Mavage, Eros, бла-бла, овој парфем, верувајте ми дека ќе ве издвои од толпата. Значи нема да мирисате како сите, ќе бидете единствени. Овој парфем е препорачлив за помладите 20-25 години. Значи, ако сакате да мирисате единствено, заводливо и секси, свежо, со вкус на манго и да траете цела ноќ, ова ви е силна препорака. Gulf Orchid Mango Ice. Ако сакате нешто сигурица, кецу кец, знаете, кој друг ако не, Versace Dylan Blue. Чист, свеж, шауер гел шмек, да мирисате исто како да сте излегле од туширање. Знаете дека проектира, трае, така да со овој парфем имате сигурна добивка на вечерта, некој девојче. Versace Dylan Blue. Еден од моите топ 3 омилени парфеми од Versace. Ако сакате малку тешко, малку секси, малку заводливо, малку арапски шмек, тоа е кој друг ако не Lattafa Camera Dukhan. Значи верзијата Dukhan. Отварањето е слично како на камера, сите знаеме, но класикот, но верувајте ми дека после 15-20 минути доаѓа до израз табакот, значи шмек на табак, на благо, на виски. Ова е мој омилен парфем од линијата на Camera. Lattafa Camera Dukhan, најдобрата верзија од парфемите на Camera. И ако биде само кој, тоа е Lattafa Assad Elixir. Најдоброто од Assad. Некој вика дека е клон верзија на Boss Battle Elixir, но како и да е, верувајте ми дека нема да сгрешите ако оставите овој парфем цела ноќ. Проекцијата и трајноста му се ненормални. Верувајте ми дека доволно ви е само 3-4 пати да се шприцнете и нема да погрешите. Али, знаете дека на сите препорачувам да си имате и по едно мало шишенце, пред да излезете ќе си го напуните, ставате у джеб или негде, преку ноќ ако треба, и завршена работа. Последен и најнеобичен парфем, малку е по-феминин што викаат, а тоа е Moschino Toy Boy. Овој парфем е spicy, woody и амбери што би рекле. Значи има и шмек на ружа, значи цветен парфем. Овој парфем е многу необичен, така да кога ќе поминат покрај вас, сите ќе бидат љубопитни како парфем носите, зашто е многу необичен. Има шмек на ружа, малку на зачини, малку на амбер, али многу добар избор за вечерта. Тоа е Moschino Toy Boy. Како што ви кажав и претходно, за изненадувањето, во соработка со Пица Исток и со Пецо Исток, решивме да направиме еден giveaway. А тоа е, јас давам 2 парфеми на некој од вас. Flavia и Maison Alhambra. Овие 2 парфеми се од мене, а од Пецо Исток имате 5 фамилиарни пици. Ако ќе учествувате во giveaway-от, ќе видите во наредното видео. Како и да е, оставите лайк, оставите subscribe и ако имате некој предлог, напишите ми коментари. Поздрав и се гледаме наскоро.